базичниот символ на државата, решиле 4-5 души тамо во владата затворени, без да го консултираат македонскиот народ и граѓани, да го менуваат. И да ви кажам само една компарација за каков ригиден, насилен режим станува збор. Една од ретките комунистички држави во светот денеска е Куба. Кубанскиот грб е донесен 1906 година. 60 години подоцна Фидел Кастро доаѓа, има комплетна власт. Ни на памет не му паднало никогаш да го менува тој грб, затоа што е тоа историјата на тој народ. Тоа не е приватна прчија. Нашите дури и тоа го прават. Нема друг начин сам по сам да ја добиеме битката за слободна и европска Македонија. Или ќе бидеме заедно, или ако не бидеме заедно, да знаете, заедно ќе пропаднеме. Како држава, не како поединци. Таа опасност не е за подценување. Имате денеска емитувано интервју на досегашниот известител на Европскиот парламент за Македонија, господинот Ховид. Значи, првпат висок европски функционер, не е припадник на опозицијата. Вели се плашам да не се повтори 2001-та. Не припадник на СДСМ и на опозицијата. На 10 декември е денот на човековите права. Во Скопје е закажан голем протест на студентскиот пленум, на студентите кои ќе излезат по втор пат да ги бараат своите права. Би ве замолил сите, немојте да се обрукаме како луѓе, не како опозиција, како луѓе и да не им дадеме случајно поддршка. Тие заслужуваат целата наша поддршка. Тие млади луѓе ја пробудија совеста на Македонија. Сосема е тесно градо, ако мислите дека се борат да нема екстерно евалуирање или екстерни тестови на факултетите. Работата е многу поширока, тоа се гледа од нивните очи. Тие млади луѓе се умни, тие се храбри, тие се доблесни. И ние сите што сме повозрасни, не смееме да одиме под нивото кој тие млади деца го зацртаа. Значи, заеднички во дефинитивна битка за слободна и демократска Република Македонија. Да се живи и здрави!